Драги мои, денеска ќе говориме за празник, за големиот Свети Трифун. Кој го всушност Свети Трифун? 14 февруари се празнува како Свети Трифун, но малкумина знаат кој бил всушност Трифун, кој бил Свети Трифун и зошто се празнува овој празник. Јас на вистина не знам и не ми е јасно зошто ние го чувствуваме како заштитник на лозарите, како на виното, како на таа работа, кога всушност и на неговиот ден знаеме дека оние што го слават Свети Трифун мора да се напијат, пијат и така натака, кога всушност Свети Трифун воопшто не пиел. Така да не знам ние од каде таа поврзана со пиењето ја најдовме во врска со овој лик, но јас накусо ќе се обидам колку што можам накусо да ви објаснам кој бил всушност Свети Трифун. Така да интересни факти имаме околу Свети Трифун, убави да се слушнат. Трифун бил младич кој бил роден во селото Комсада во Мала Азија, тогашна римска провинција. Така да он бил познат меѓу народот како дете чудо од дете, имал некоја голема моќ, некоја божествена моќ, дар од Бога. Го нарекувале заради тоа што лекувал болни деца, лекувал болни луѓе, што пателе од психичко заболување. Исто така и оние луѓе кои тогаш се верувало дека во нив бил влезен нечистивиот, ѓаволот кој ги измачувал. Исто така имал голема моќ и ги спасувал и овие луѓе. Така да царот Гордијан, римскиот цар Гордијан, кога слушнал за него, го повикал да дојде и да ја спаси неговата ќерка. Неговата преубава ќерка, царот имал прекрасна преубава ќерка, кои многу богаташи во тоа време оделе да побараат неговата ќерка за своите синови. Но ќерката, како што спомнав, се разболела и од психичко заболување ниеден еким во тогашното царство не успеал да излечи неговата ќерка. Царот дознал дека постои некој таков лик, Трифун, дете, тогаш Свети Трифун имал само 17 години. Го повикал, пратил војници. Војниците кога дошле кај него, го пронашле покрај некое езеро. Свети Трифун бил гускар, во тоа време имало и ваква професија, така да он чувал гуски на некои богаташи за тоа време, големи луѓе. Кога војската на царот, неколку војници дошле да го бараат Трифун, го нашле покрај тоа езеро, он бил со гуските, како што спомнав, чувал гуски и токму и заради тоа на некои икони денеска Свети Трифун можеме да го видиме во друштво со гуски. И е насликан на некои икони со гуски. Го земале Трифун, кој тогаш имал 17 години, го однеле кај царот и он секако дека успел да ја спаси царевата ќерка Гордијана. Ја спасил и царот му бил многу благодарен, иако царот не бил христијанин. Царот имал големо разбирање за христијаните и токму заради Трифун не ги прогонувал христијанските деца и воопшто христијанското население. Така да му понудил на Трифун големо богатство да го награди заради тоа што спаси неговата ќерка, но Трифун бил скромен по природа, скромно дете, тогаш имал само 17 години, воопшто не забегувал со нешто што не му припаѓа, со нешто што е скапо. Он бил многу скромен и го земал тоа богатство, но го поделил со сиромашните. Целото богатство што му го дал царот Гордијан го земал и го поделил со сиромашните. Подоцна царот дознал за тој негов гест и му било драго дека воопшто запознал некој таков лик. На старост овој цар Гордијан починал и на негово место дошол царот Трајан. Царот Трајан воопшто немал никаква милост и никакво разбирање за
христијаните и христијаните ги прогонувал на секој можен начин, така да многу христијани пребегале, но Свети Трифун воопшто не му било ни страв, ниту пагајле, воопшто не се плашил од овој цар Трајан и решил да не бега. Напротив, сам се пријавил, отишол кај царот, сам се пријавил, кажал дека е христијанин. Царот му понудил да се откаже од својот бог и да се поклонува на неговите богови. Но Трифун тогаш имал 21 година, ова секако дека не го прифатил и продолжил во однос на своите верувања, кажал дека својата вера нема да се откаже никогаш. На само 21 година бил многу мачен, многу крвнички мачен и измачуван, дури последните наводи говорат дека бил врзан за опашката на коњот и коњот бил теран право во планина. Додека стигнал Трифун во таа планина, бил многу измачуван, како што спомнав, му отпаѓале прсти на нозете и месо. Значи месо, исто така од нозете, толку голема болка трпел. Овој Трифун, иако младич, воопшто не се колебал, воопшто не, значи бил свесен и покрај таа болка он говорел често една реченица: Господе, прости им го овој греф, не им го земај за греф. Така да на крајот, кога виделе дека не можат ништо против него, сепак решиле со сабија да му пресечат главата. Свети Трифун се молел да Господ да му земе што поскоро душата, така и било. Кога стигнале на планината, Господ му земал душата и иако веќе починат, му пресекле главата на мртов човек, му пресекле глава. Тоа е целата вистина за Трифун, но многу интересно е втората приказна која е за соколарите. Јас ќе ви ја раскажам. Знаете сите дека јас сум соколар и ќе ми биде чест и драго да ви раскажам приказната како Свети Трифун е заштитник и зошто е заштитник на нас соколарите. Иако не ми е јасно, како што спомнав, зошто е заштитник на виното, на пиењето, некои што го слават, прославуваат на тој начин, но на соколарите ние си го прославуваме 14 февруари. Инаку 14 февруари е денот кога загинал, кога бил убиен, како што спомнавме, Свети Трифун. Зашто е заштитник на нас соколарите? Во давнешно време, само прогласениот руски цар Иван Грозни имал сокол. Исто така имал запослено во своето царство соколар кој се викал Иван Перкиев. Еден ден кога царот бил на лов со својот сокол, го загубил својот сокол, отишол да брка некој плен, царот не го нашол. Во тоа време телеметри не постоеле, телеметри се нешто слично на GPS. Ни соколарите ги користиме претежно за соколи, за да ги пронајдеме нашите птици. Во тоа време, како што спомнав, не постоеле такви телеметри, ниту па нешто слично, така да заради тоа го загубил својот сокол. Се вратил видно вознемирен во своето царство и му рекол на својот соколар Иван Перкиев: Иван, имаш само 3 дена да го пронајдеш соколот, доколку не ми го пронајдеш соколот, ќе ти летне твојата глава. Иван веднаш излетал од царството и испршен нормално тргнал, го запрашал царот каде го загубил соколот, му објаснил дека е тоа на некоја планина близу Москва. Отишол на тоа место, го барал 2 дена и 2 ноќи. Третиот ден дошол, кога он бил веќе преморен и јаден и спиен од барање, од талкање, уморен, и легнал да спие покрај некое дрво. На сон му дошол токму Свети Трифун. Заради тоа и Свети Трифун денеска можеме да го видиме на многу икони на конј со сокол во рака. Така да истиот тој сон што го раскажува соколарот Иван Перкиев, на сон му дошол него Свети Трифун на конј со соколот на царот. И му рекол: стани и пронајди го својот сокол, му кажал каде се наоѓа соколот и спаси си ја главата. Така и било, станал Иван Перкиев, отишол на таа карпа каде што му го пишал во сонот Свети Трифун, отишол и токму таму го чекал соколот. Го повика соколот, соколот дошол,
се вратил во царството и така си ја спасил својата глава. Токму и заради оваа случка ние соколарите го празнуваме 14 февруари и го славиме овој светец Свети Трифун и сме го земале за нас соколарите како заштитник на соколарите. Секогаш кога ќе загубиме нашата птица, ние се молиме на Свети Трифун да ни ја пронајде нашата птица. Ова влијае и ова е вистина. Токму јас 3 пати кога што до сега сум се вратил без хари дома, 3 пати си имам молено на овој светец Свети Трифун и на Господ и за среќа, фала им, секогаш сум успеал да го пронајдам овој јастреб, дури после еден ден, после 2 дена, важно секогаш ми помагале. Така да накусот тоа се овие две приказни кој бу Свети Трифун и зошто го славиме ние соколарите. Ако ви се допадна ова видео, знаете дека треба да стиснете лайк, да го споделите како ви дошло до што повеќе луѓе и многу ми значи вашата поддршка, стиснете subscribe за уште вакви приказни.